Бројни реализирани проекти во 2015-тата и многу планови за 2016-тата година. Во општина Новаци секогаш има доволно теми за разговор. Токму поради тоа, за денешното издание на емисијата Јавни политики, гостуваме кај градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Господине Котевски, добре дојдовте на програмата на телевизија Мега. Добро ве најдовме и голем поздрав до гледачите на телевизија Мега. На самиот почеток да поразговараме малку за минатата година. Како вие ја оценувате, како измина 2015-тата? Па видете вака, 2015 година ја оценувам со многу висока оцена, бидејќи многу постигнавме. Вака да се изразам дека општина Новаци во 2015 година имаше експанзија на градба. Интервениравме во доста области, како во инфраструктурата, во образованието, во културата, во спортот и најважно во урбанизмот, каде што сега работиме доста урбанистички планови за нашите населени места. Завршивме многу големи проекти. Јас можам да ви кажам, едни од нив е, ево, ја пуштивме спортска сала во потреба, која ја финансираше владата на Република Македонија со 24 милиони денари, па повеќе наменското игралиште и еден капитален објект кој оваа година го завршивме, тоа беше регионалниот пат од Новаци до Добромир во должина од 3,5 километри и оваа година, сега при крајот беше на оваа година, каде што го асфалтиравме патот од Добромир до петлята на Тополчани, каде што носи многу вака бенефит за нашето население, бидејќи поврзува скоро 10 населени места и тука се скратува патот за одење во Прилеп и за Скопје. Топлификацијата на Битола, Новаци, Могила и Логоварди ќе донесе повеќе кратен бенефит за регионот. Со проектот ќе се реши топлификацијата и ќе се замени употребата на нафтата и дрвото за грејење, со што значително треба да се намали емисијата на стаклени гасови и да се подобри сигурноста на дистрибутивната мрежа. Проектната документација е изработена и усвоена и во најскоро време се очекува распишување на тендер како и отпочнување со подготовки за реализација. Топлификацијата на овој регион, освен бенефитот за граѓаните, ќе донесе и придобивки за стопанството воопшто. Земјоделците велат дека со реализацијата на овој проект за нив ќе се отворат нови можности за развој на нови земјоделски содржини и култури. Со законското решение што го донесе Собранието на Република Македонија, во првата фаза е предвидено да се изгради системот за производство на топлинска енергија, транспортен довод, примарна пумпно-топлинска станица и топлински подстаници. Ова е еден од најкрупните проекти кој долги години требаше да се спроведи, еве сега му дојде и денот за спроведување, кој ги поврзува, топловод го поврзува Новаци, Битола и понатаму и Могила. Овие топловодни цевки, тоа што врват низ населените места, тие врват из многу плодно земјиште. Бидејќи во овој дел имаме доста плодно земјиште, заинтересираноста е многу голема, бидејќи овој топловод нема да користи само за грејење на објектите, ами ќе користи во други сврхи во земјоделието. Затоа заинтересираноста е многу голема, како од домашни, така и од странски компании, а исто така и од индивидуалните земјоделци, кои сакаат да се занимаваат со раноградинарски производи, со пластеници, бидејќи земјиштето е доста плодно и тој парновот тука врви, ќе види многу од голема корист и бенефит ќе видат доста нашите земјоделци. Проектот веќе помина на собрание, кога се очекува да започне, во колку фази, вредности, кога веќе можеме да очекуваме да започне? Па видите, првата фаза веќе ја поминавме. Тоа беше трасирање на трасите каде ќе врват цевководите и се надеваме сега на почетокот да се тргне времето и натаму ќе почнеме со градежните работи. Тоа е подолгорочен малце проект,
ама ќе биде многу користен за нашето население. И се надевам за 2 години, мислам дека како што се е најавено до 2018 година ќе заврши овој проект. Асфалтирање и тампонирање на улици и патишта на територијата на општина Новаци. Во 2015 година, според програмата која е донесена од страна на Советот на општина Новаци, со средства од буџетот на општината беа асфалтирани и тампонирани локални патишта и улици во должина од 2,5 км. Со поддршка од платежната агенција беа асфалтирани улици во должина од 1 км во повеќе населени места. А секако да не забораваме да ја споменеме и реконструкцијата на регионалниот пат Новаци Клепач, кој е од огромно значење бидејќи поврзува 4 општини: Новаци, Могила, Битола и Прилеп. Да се навратиме на инфраструктурата, споменавте дека Новаци беше во градежна експанзија. Беа асфалтирани повеќе патишта и улици на подрачјето на целата општина. Точно, тоа во делот на инфраструктурата општина Новаци има доста вложувано. Нормално со помош од владата на Република Македонија и од министерствата. Оваа година имаме асфалтирано скоро 20 километри локални патишта. Тоа се, да ги набројаме, с локалниот пат R511, 13511, кој од Рапеж до Старавина, кој врви спојување со Зович. Тој е локален пат кој го асфалтираме, тоа 4,5 километри. А истото поврзување на овој регионален пат направивме со Мегленци и Арматуш, каде што асфалтираме скоро 5 километри, и локалниот пат од село Брод до регионалниот пат во должина од 3,5 километри. Исто така асфалтиравме скоро 6 километри на овој локалниот пат Гнеотино Брод, кој навистина тука сакаме да го поврзиме со старата општина Бач, која беше порано, бидејќи комуникацијата со нашите граѓани ќе биде многу пократка, да не одат преку Битола, тука се скратува скоро наполу. Исто така во програмата на нашата општина се асфалтирање на улици. Скоро секоја година општина Новаци, од буџетот на општината Новаци, асфалтираме од 2,5 до 3 километри улици во населените места. Таму кај што не можеме да престигнеме, ги одржуваме, ги тампонираме, за да бидат во употреба. Исто оваа година од платежната агенција имаме добиено средства кои треба да ги реализираме, а тоа е 3 километри пат пак Гнеотино Брод, кој треба да поврзаме. Оти ни остана уште многу малце таму за да го поврзиме уште 2-3 километри, а исто така и 1 километар пат, регионалниот пат од село Скочивир, да го поврзиме со манастирот Свети Архангел во должина од 1 километар, и 1 километар имаме асфалтирање на улици во руралните средини, а тоа се во Старавина, Арматуш и Зович. Тука 1 километар веќе е асфалтиран тој пат. Минатата година беа изградени повеќе канали за атмосферска вода. На еден многу интересен начин ги искористувате средствата добиени од едно место за да ги примените на друго место. Така да, средствата што ги добиваме од Министерството за животна средина, од фосилните горива, тие средства ги добиваме општина Новаци, Могила и Битола, ние ги искористуваме за регулација на атмосферската вода. Ова година во повеќе села тоа го спроведивме, тоа се бетонирани канали каде што водата да не ги поплавува куќите каде што врви. Ги спроведивме во Долгобевци, во Горно Агларци, во Долно Агларци, во Ѓермијан и во Бач. Секоја година ги продолжуваме тие канали, а ова година и извршивме дебетонирање на 10-тиот канал, бидејќи тука имаме коритото и кеот ги бетониравме.
во должина од 200 метра оваа година, секоја година и стигнавме до 600 метра бетонирање на каналот, а извршивме исто така и чистење на овој канал што е до река Црна, бидејќи ние до овие прошли години немавме систем за наводнување и нашето население се служеше од тој канал, ги наводнуваа своите површини со собствени средства и машини, пумпи за наводнување. Оваа година ќе спроведиме и тој систем за наводнување. Систем за наводнување во општина Новаци. Целокупниот проект во првата фаза опфаќа наводнување на околу 650 хектари обработлива површина, а со вода за наводнување ќе се снабдува од Суводолското езеро. Од јавното предпријатие Стрежево информираа дека без разлика на тоа кои култури ќе бидат засејани на овие површини и ќе бидат пријавени за наводнување, хидросистемот Стрежево ќе ги задоволи потребите за наводнување на дополнителните 2000 хектари земјиште. Земјоделците задоволни велат дека на овој начин се олеснува наводнувањето на површините во источниот дел на Пелагонија, а со тоа ќе се зголеми и производството. Во текот на 2015 година од хидросистемот Стрежево во Пелагониско се наводнуваа 6900 хектари обработлива површина, а во оваа 2016 година оваа површина ќе биде значително зголемена. Го споменавме системот за наводнување во општина Новаци, еден проект кој ќе опфаќа наводнување на поголема површина на територијата на општина Новаци, а ќе се снабдува со вода од Суводолското езеро. Кое е значењето за земјоделците во општината? Па видите, вака долго очекуваниот проект еве веќе го спроведуваме. Од 2015 почнавме да го спроведуваме, ги укопавме оние главни цевководи, примарното наводнување околу 600 метра и оваа година ќе го дозавршиме. Тој ќе наводнува околу 2500 хектари индивидуално земјиште, ќе ги опфати овие села Долгобевци, Двете Агларци, па Добромири, па Новаци, Рибарци, Гнеотино, бидејќи тука е доста плодно земјиштето, приносот ќе се зголеми. Овој проект многу долго време се очекуваше, како што ви кажав, сега ќе почнеме и ќе го завршиме оваа година, мислам примарниот дел. После секундарниот дел полека ќе го работиме. Овде префрлување имаме скоро два системи. Тоа е префрлување на системот на Стрежево преку Црна, бидејќи во другиот дел, во овој Битолскиот, има систем, и го користиме акумулационото езеро на рек Битола, бидејќи таа вода се исфрлаше непотребно во река Црна. Јас зборувам за вишокона вода. Ни треба една реконструкција на овој цевковод и ќе го ставиме во употреба. Што велат земјоделците кога се среќавате? Со нетрпение очекуваат, ќе им биде од големо значење, ќе донесе ли придобивки? Па, да ви кажем, земјоделците се пресреќни со овој дел, бидејќи доста маки мачеа во изминатиот период, па со бушотини, па преку канали, па со пумпи. Сега веќе во секоја нива ќе има такви, нарочито ова наводнување капка по капка која дава големи приноси. Јас мислам дека приносите во овој дел ќе ги дуплираме. И тоа е придобивката, тоа е бенефитот за нашите земјоделци. 2015 година ќе остане и запаметена по немили настани. Некаде од прилика точно пред една година. Овој период се случија поплавите, кои зафатија голем дел од обработливите површини и секако имаше штети на домаќинствата. Дали постои опасност од повторно излевање на Црна со оглед на тоа дека беа превземени повеќе активности за чистење на коритото на река Црна и санирање на пропустите кои лани настана? Навистина во февруари месец, во јануари и февруари имаме катастрофални поплави, каде што нашето население не памти такви поплави од 68 година. Нанесени се огромни штети, нарочито на индивидуалните земјоделци, а исто така имаме оштетување и на објектите и на фармите во делот на Новаци, тука на Добромири и на Рибарци и Гнеотино. Формиравме
комисија која ги утврди штетите и сега овие дена ни дојде едно известување дека ќе почне со исплати за штетите нанесени на објектите. А на земјоделците скоро 95% веќе се исплатени. Јас секојаш велам било поминало да не се понови, затоа презадовме доста активности во тој дел со помош на владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделие. Извршивме превентивно чистење на река Црна од вегетација, бидејќи имаше многу крупна вегетација која го попречуваше истекот на водата. А исто така затворивме и околу 14 пропусти на коритото на река Црна. Па да ви кажем, тамам ги завршивме тие работи, имавме едно тестирање од самото време, каде што вистина издржаја тие, коритото беше полно и тие пропусти каде што беа санирани издржаја. Река Црна понатаму владата имало проектирано дека ќе врши детално чистење во должина од 50 километри. Сега ова чистење на вегетацијата го спроведивме во должина од 30 километри, 10 километри на делот во општина Прилеп, па 10 во Могила и 10 на територијата на општина Новаци. Не само Црна, тука ја чистевме и една река има Елешка, која е во пограничниот дел, која и таа многу имаше вегетација. Јас да ви кажам се зачудив колкава крупна вегетација, нарочито врби, и затоа тој проток на вода беше од 30 до 40% запрен. Бидејќи на доаѓањето на таква поголема количина на вода носи све пред себе и ствара вештачки брани од вегетацијата што е во коритото. Тоа е веќе и чистено. Тие дрва што се вадеа му дадовме на локалното население, то бесплатно, и некако го саниравме тој недостаток на дрва што беше. Вие бевте координатор на телото кое се справуваше со овие немили настани. Каква е соработката помеѓу општините? Нели неколку општини беа погодени со овие поплави и заедно се справувавте со тоа? Каква е соработката? Па имавме тоа координативно тело, станало ние државме состаноци како понатаму. Добра соработка имаме со општина Битола, општина Могила и општина Новаци и двете водостопански предпријатија Битолско поле и Прилепско поле. Соработката беше многу добра и затоа навремено и ефективно и ефикасно испроведивме оваа акција. Минатата година ја посветивте и на промоција на општина Новаци како туристичка дестинација и како тло погодно за снимање на филмови. Точно така, заинтересираноста овдека, бидејќи имаме многу културно наследство, нарочито во Маријовскиот дел, ја промовиравме таа туристичка дестинација, каде што имавме доста активности во тој дел. Имавме моторијада, па джипијада, па посетеността беше навистина многу голема, бидејќи ги интересира, ги изазива непознатото, а тоа е Маријовскиот дел, каде што имавме гости и од странство. Имавме и од Србија, и од Бугарија, и од Грција имавме такви гости, каде што ги поминаа тие дестинации, каде што ги имавме обележано. Затоа имаме и проекти такви преку Европската Унија, кои ги користиме за такво обележување на патеките и за наставување на санација и реконструкција на овие историски, овој културно наследство кое го имаме во Маријовскиот дел. Се снимаа и филмови тука? Па да, се снимаа. Сега последниот филм беше сниман, тоа е една мелодрама во копродукција италијанско, македонско, албанско, тука во едно село кај нас во Маково, каде што амбиентот тотално му одговараше на сценариото кој го има пишано. Исто тие овие турски серии кои многу време се снимани во овој Маријовски дел кај нас, поточно Маково и во Рапиш.
Кога веќе споменавме соработки, имате одлична соработка и со земјите од соседството. Точно така е, да ви кажем, ние сме една од ретките рурални општини кои доста користиме од овие фондови на Европската Унија, бидејќи соработуваме со сите. Општина Новаци е побратим со многу, имаме врски со многу општини од со Борован од Бугарија, па тука ние Алмопија, општината, па со Пустец, па со Дугират од Хрватска, Хрпелје и Козина, имаме една општина таму, во Словенија, па овие задграничните, прекоокеанските земји, како во Мелбурн, Дендиго, Бендико, па Виталси, исто така и најповеќе со Рокдейл во Сидни, бидејќи имаме наши иселеници, нарочито од оваа општина има многу иселени во Австралија. И таа соработка ја стално ја продолбочуваме и ја користиме во овој дел, нарочито со општина Алмопија во делот на искористување и на аплицирање према европските фондови. Доса имаме доста искористено такви од фондовите проекти. Оваа година, ланската година, имавме Жива историја, жива природа, еден проект кој го реализираме заедно и то успешно го реализиравме со општина Алмопија. И оваа година го продолжуваме тој проект. Тоа е зачувување на културното наследство во Мариовскиот дел нарочито. Оваа година имаме реконструкција и санација. Беше и во првиот проект ова црквата Свети Димитрија во село Градешница. Оваа година ќе дозавршиме со другиот проект, а исто така имаме одбележување на патеки, ова што ви кажував пред тоа, дека тие патеки ќе го одбележиме со знаци, со имиња, да се знат каде се оди. И имаме на дел, имаме деминирање. Тоа имаме се уште неексплодирани такви експлозивни тела кои се наоѓаат таму по пограничниот дел во шумата, а еден исто во овој проект ние уредување, партерно уредување на конјарка. Тоа навистина ќе биде вака многу корисно за нашите население и ќе биде доста посетено, мислам, бидејќи е атрактивно, многу атрактивно е и веќе се користи тоа на некој начин, ама сега ќе се доуреди со паркинзи, со фурни, со скари и ќе биде доста атрактивно. За пофалба и паричната помош која ја доделувате за новородени деца на територијата на општина Новаци, колку новороденчиња имаше во 2015-тата? Оваа година имавме доста новороденчиња и скоро најповеќе имаме од прошлите години, околу 35, мислам, новороденчиња. Ваквата стимулација на родителите, во која му доделуваме парични средства, ја спроведуваме скоро од 2007 година. Од 2007 ова ние сме меѓу првите општини кои почнавме така да и поможуваме младите брачни парови, да и стимулираме со 5000 денари за новородено дете. Кои се најголемите планови за 2016 година? По најголемите планови ни се овие два проекти. Ова навистина ќе оставиме белег на општината, бидејќи се многу ефективни и во корист на локалното население. Тоа е парноводот и системот за наводнување. Тековно ќе продолжиме и понатаму да работиме. Ќе работиме пак на имаме уште некои локални патишта по врзување со регионалните улици, можам да ви се попалам, нема и повеќе кај да асфалтираме. Па ќе имаме и еден голем проект, не знам како ќе го прифатиме тоа,
Јас се носам со идеја и еден базен да отвориме тука. Тој дел таму кај што ни е повеќе наменското игралиште и спортска сала, да го претвориме во еден спортско-рекреативен центар каде што младите, нашите млади, ќе најдат својата забава и своето излегување тука, дружење, сето тоа сакаме на еден начин да го направиме. Претходно ја споменавте и зградата на бизнис центарот. Наскоро се надевам дека ни следи отварање на истата. Зашто точно станува збор? Да, оваа зграда во центарот на Новаци е бизнис центар, каде што во долниот дел имаме деловни простори кои ќе ги објавиме на оглас. Сега ќе номинираме малце, нас ни се потребни некои поелементарни потреби, например, еве аптека. Аптеката веќе работи. Сакаме да ја издаиме и за земјоделска аптека, таков деловен простор. И за овие занечиски работи, фризерки, па маникири, таму вие повеќе знаете тоа како. А во горниот дел ќе го уредиме, имаме преку Пелагонискиот центар добиено за намештај, ќе го уредиме и таму ќе сместиме културно-уметничко друштво, културно-иновативниот клуб кој имаме во Новаци и овие невладини организации кои се. Сепак и тие ни се многу потребни, нарочито културно-уметничко друштво и културно-иновативниот клуб кој се еден белег на нашата општина и големи амбасадори каде што гостуваат. Претходно го споменавме и образованието. Постојано се вложува во образованието, а на територијата на општина Новаци функционира и еден центар за ран детски развој, а вие имате и некои понатамошни планови со истиот. Видете, во делот на образованието доста имаме инвестирано, мислам, од буџетот на општината, а исто така и со помош од владата, од Министерството за образование. Ми имаме едно централно училиште, тука е Славко Ломбарковски и 7 подрачни, каде што прошлата година, 2013 година и 2014, оваа година го дореновиравме едно училиште во Рапеш, благодарение на тоа, бидејќи ни се зголеми наталитетот таму во Рапеш, после 20-30 години тоа училиште го реновиравме и живна. Исто така отворивме едно друго монтажно училиште во село Долгобевци, бидејќи децата од Долгобевци има доста од ним да не идат тука на училиште и ги одржуваме ним. А во другиот дел инвестициите се овој дел овде кај што ние амбулантата и игротеката Бамби, која функционира од 2005 година, на иницијатива на општината ја задржавме. Тоа беше еден проект на УСАИД, тоа проектот згасна, како во другите села што згасна, ние оставивме. Имаме голема благодарност, нарочито од мајките кои ги носат своите деца тука. Вие знаете, многу тешко е дете да се гледа, нарочито во селска средина, каде што има повеќе работа. Сега во плано ние оваа година ќе отвораме градинка. Проектот е направен, одобрен е од Министерството за труд и социјала имаме добиено и мислам 2016 година ќе биде таа игротека ќе ја претвориме во градинка, бидејќи заинтересираноста, ви кажав, е многу вака поголема, а исто така и од околните села. Овие блиски села што ни се Рибарци тука 2 километри, па 3 километри Добромири, ќе можат родителите своите деца да ги носат тука. Градоначалниче, јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор. Ќе ви посакам успешни и реализирани проекти, реализација на сите планови кои ги имате зацртано за оваа 2016 година и секако уште многу нови идеи кои понатаму ќе бидат реализирани. Ви благодарам и вас, па ќе се видиме и понатаму.
Тука е крајот на ова издание на емисијата Јавни политики на телевизија Мега. Ги слушнавте проектите кои беа реализирани во општина Новаци во 2015 година и секако ги слушнавте и најавите за сето она што ќе се работи и ќе се прави во 2016 година. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и ќе ве поканам на следното издание на емисијата Јавни политики наредниот вторник. Пријатно!